Се сеќавам дека кажав такво нешто и ние цел овој период од година и пол и нешто повеќе работиме за да утврдиме одредени факти кои се случувале во минатото, но има индиции дека многу поретко, но можно е да се случуваат и сега. Мене ми е многу жал што морам да кажам дека нашите постојачки закони кои се однесуваат на високото образование, навистина имаат одредени пропусти кои не дозволуваат целосно да заокружиме оваа проблематика така како што мислевме и не побрзо, инаку ќе можеме. Од тука ние сме превземале чекори, механизмот со кој се справуваме во моментот е Државниот просветен инспекторат, кој од кога сме дојдени на вистина надвор од планот спроведува многу други истражувања и испитувања, всушност она што е во негов делокруг, работи и во моментов работиме по пријави. Сите пријави кои ни се доставени се процедурирани. За жал, законот никаде не е дециден и не вели што треба да се постапи откако ќе се заврши процедурата. На голем број на процедури сме ги решиле со казна на субјектите кои направиле прекршок. Во моментот тече еден процес и таму нема да можеме да го решиме проблемот само со Државен просветен инспекторат, ќе мора да се вмеша и Агенцијата за квалитет во високото образование, за да можеме да го заокружиме и тој процес, кај што постои сомнение дека можеби се издавани такви дипломи. Сметате ли дека јавноста треба да биде запознаена кој тоа правил фалс дипломи, сертификати, кои наставно-научни високи образовни институции не одговараат по законот? Така е, и она што сме успеале до сега да го затвориме како предмет, а и како институции се јавно објавени, тоа се 14 институти, тоа е една висока стручна школа, на едно средно училиште му е забранет упис, на друга висока стручна школа и е забранет упис и во моментот сме во процедура. Тие се јавно објавени и студентите се информирани, учениците, родителите и така натаму. И се додека не го затвориме предметот, не би можеле јавно да соопштиме, затоа што знаете, можеби ќе произлезат истражни постапки, затоа што ако е факултетска диплома фалш или лажна, тогаш ќе треба да се вклучат и истражните органи и во правец на тоа се уште јавно не можеме да дискутираме. Меѓутоа, како што веќе најавивте, Законот за високо образование е веќе завршен во една драфт верзија која ќе биде тема на дискусија, но и Законот за квалитет во високото образование, каде што Агенцијата за квалитет ќе има комплетно нова структура, каде што децидно ќе бидат образложени нејзините ингеренции и ќе имаме уште една алатка покрај Државниот просветен инспекторат или инструментеве, да речем, со кои ќе можеме многу позабрзано и поуспешно да ги спроведуваме овие процеси.